Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со К3, второ информативно издание за денеска. Еве што издвојуваме. Кумановските новинари од речиси сите медиуми денеска ја бойкотираат 41-та седница на Советот на општина Куманово, бидејќи се против воведување на акредитации за следење. Компаниите кои имаат иновативни идеи добиваат сериозна поддршка од владата. Поглаварот на Римокатоличката црква и премиерот на Кина во први посети на САД. Кривопаланчанката Марија Спасовска на медитерански игри. За преостанатото бидете со нас и по рекламите. Вториот дневник тргнува во 16:30. Добар ден, втор дневник на К3. Кумановските новинари од речиси сите медиуми денеска ја бойкотираат 41-та седница на Советот на општина Куманово, бидејќи се против воведување на акредитации за следење. Смета дека на овој начин се ограничува нивното движење. Истакнуваат дека први надлежните треба да им обезбедат соодветни услови за работење, па тогаш да им воведуваат одредени правила. Додаваат дека не дозволуваат некој да им го ограничува пристапот, односно да им одредува каде ќе седат, од која позиција и колку ќе снимаат. Велат во време кога се бориме за слободно изразување, некој се осудува да воведе вакви акредитации. Новинарите нагласуваат дека на овој начин постои можност да им се ограничи слободата на изразување, затоа што може да се случи некој новинар од оправдани причини да не може навреме да аплицира, што значи дека нема да може да го проследи настанот и да ја информира јавноста. Воедно тие со овој бојкот го искажуваат и својата револт против, како што велат, непристојното однесување на одредени советници, како и представници на администрацијата. Порачуваат дека се чувствуваат деградирано затоа што не наидуваат на взаемна соработка. Објаснуваат дека иако сакаат да останат професионални во својата професија и да го имаат ставот на сите засегнати страни за одредена сторија, сепак во многу случаи поради некоректниот однос на институциите, тоа не им успева. Криминалитетот во Крива Паланка од почетокот на годинава бележи тренд на опаѓање. Во текот на првото полугодие од 2015 година во Кривопаланечко регистрирани се 105 кривични дела, што во однос на истиот период лани, кога беа регистрирани 119, бележи намалување од 11,8%. Според податоците од полициската станица од општа надлежност Крива Паланка, на територијата на општина Крива Паланка во првите 6 месеци од годинава се случиле вкупно 105 кривични дела, што е за 14 помалку во однос на првото полугодие на 2014. Ова се наведува во информацијата за превземени мерки и активности во текот на првото полугодие од 2015 на полициската станица од општа надлежност Крива Паланка, презентирана на 25-та седница на Советот на општина Крива Паланка. Во текот на првото полугодие 2015 година регистрирани се 105 кривични дела, а во 2014 беа 119 кривични дела, што значи намалување од скоро 12%. Значи реализацијата вкупно е 74,3%. Во текот на извештајниот период, бројот на поднесени кривични пријави е во зголемување за 41,5%, односно поднесени се 92 кривични пријави, минатата година биле 65, за 135 сторители, минатата година биле 128. Најголем процент од кривичните дела од класичниот криминалитет. Од областа на класичниот криминал во првите 6 месеци од годинава регистрирани се 97 дела, додека во првото полугодие од 2014 беа регистрирани 110. Според овие податоци, делата од класичниот криминалитет бележат опаѓање за 11,8%. Од вкупниот број сторени кривични дела од оваа област најголемо е учеството на имотните деликти, со регистрирани 43 дела, од кои 4 се обични кражби и 32 дела се тешки кражби, додека 7 се останати дела од областа на имотните деликти. Во информацијата се наведува и дека кривичните дела против јавниот ред и мир се застапени со 4 кривични дела. Од нив 2 се насилство, додека по едно кривично дело е регистрирано за спречување на службено лице во вршење на службени работи и едно за напад на службено лице.
Центарот за интеркултурен диалог во соработка со организацијата Beyond Barriers од Албанија и ЦХРДС од Србија во рамки на проектот Балкан Акција организираа флешмоб на плоштадот во Куманово, на кој беше дадено акцент на трите најважни проблеми: климатските промени, сиромаштијата и нееднаквоста во светот. Центарот за интеркултурен диалог во соработка со организацијата Beyond Barriers од Албанија и ЦХРДС од Србија во рамки на проектот Балкан Акција 2015 организираа флешмоб на градскиот плоштад во Куманово, на кој беше даден акцент на трите најважни проблеми, а тоа се климатските промени, сиромаштијата и нееднаквоста. Има за цел подигање на свеста кај младите кои треба да се усвојат на 24 септември на самитот на Обединетите нации. Проектот го работиме за поттикнување на размислувањето, односно креирање на една критичка маса на луѓе за размислување за развој на проектот во целина. Утре, односно 24 септември 2015 година, Генералното собрание на Обединетите нации усвојува агендата за одржив развој во периодот од 2015 до 2030 година, така да е круцијално да ја поттикнеме свесноста, односно да ја подигнеме свесноста на луѓето на размислувањето, како и да повикам на поголема инклузија на младите во процесот на донесување одлуки, затоа што нивното учество е еден императив во тоа како би требало да се гради нашето општество и една од целите за одржлив развој. Манифестацијата ја помогна учениците од Техничкото училиште Наце Боѓони и гимназијата Гоце Делчев, Ден Студио МАК, волонтерите на Црвен крст и од Центарот за интеркултурен диалог, кои беа облечени во црвена, жолта и зелена боја и ги представуваа трите најзначајни теми. Децата на флешмобот кој го организиравме беа облечени во црвена, во жолта и во зелена боја, што е сакаме да ги поврземе со трите теми кои се најмногу дискутирани овие денови, значи сиромаштија, борбата со нееднаквоста во светот и климатските промени како најзначаен проблем во наредните децении. Идејата е преку оваа манифестација да се подигне свеста за целите за одржлив развој и што е можно повеќе граѓани од Куманово да се приклучат. Делегација предводена од директорот на јавното претпријатие Македонски шуми Жарко Караџовски оствари работна посета на подружницата Шумско стопанство Согово од општина Крива Паланка. При редовната посета на подружниците на Македонски шуми низ земјава, Караџовски информира дека неговата агенда како генерален директор на претпријатието предвидува посета на подружниците со цел согледување на проблемите, увид во динамиката на производство на дрва, снабдување со огревно дрво на граѓаните и слично. Со оглед да е сезоната за брзо време почнува, односно грејната сезона. Од тие аспекти ги разгледавме сите можности, значи со колку производство за огревно дрво располагаме, со кои залихи располагаме, колку имаме договори кои што сме ги исклучили во текот на оваа година, колку тоа е испорачано, колку ни останува простор да испорачаме и така натаму. Значи сето тоа кога ќе го сублимираме, состојбата во Крива Паланка е добра. Значи останува некој мал дел од околу 2000, односно 1200 метри кубни кои што треба да се испорачат по договори. Моментално на залиха произведено што во шумски склад, што во шума има околу 2600 изработени огревна дрва, што значи дека залих има. И тоа упатува на тоа дека истите тие дрва треба да се транспортират. Тој нагласи дека пензионерите од општината редовно се снабдуваат со дрва од јавното претпријатие Македонски шуми, а годинашниот договор во целости испочитуван, додека додаде, годинава е потпишан и анекс на договорот во Крива Паланка за снабдување со дополнителни 200 метри просторно дрво за огрев, кои ќе се испорачаат до 15 октомври. Значи имаше некои дезинформации или шпекулации дека одавде од Крива Паланка се носат дрва во Куманово, во Скопје и не знам каде, а граѓаните не се снабдуваат. Значи ние како дирекција издадовме една наредба пред едно месец дена за потребите на пензионерите во Скопје да од Крива Паланка се однесат точно 13 шлепери со огревно дрво и тоа беше реализирано и завршено и тоа повеќе не се носи. И тоа го направивме затоа што Крива Паланка има доволно шумско богатство и доволно огромно дрво во шумата за да ги задоволи сите потреби на граѓаните, но има и вишок. Значи тој вишок на дрвна маса се движи некаде до 3 до 4000 метри кубни и тој не треба да стои во Крива Паланка по шумите, туку треба да се дистрибуира во другите градови, таму каде што нема шума.
Караджовски додаде дека извезувањето од Крива Паланка не е штета, туку што повеќе дрвна маса се извезува е подобро и за поприфатлива цена на пазарот во Република Македонија и за снабдување со дрва за огрев на сите граѓани. Граѓаните делумно се информирани за постоењето на Бислимската клисура. Дури и оние кои се запознаени со оваа природна реткост воопшто не ја посетиле, иако од Куманово е лоцирана на само 5 километри. Кумановци делумно се информирани за Бислимската клисура, длабокиот и импресивен кањон кој го сече Пчиња. Станува збор за природна реткост за која граѓаните на Куманово речиси и да не слушнале. Делот оние кои чуле не ја посетиле, но има и такви кои се воодушевени од незината убавина и бараат клисурата како уникат да се промовира не само меѓу кумановската, туку и во пошироката јавност. Сте чуле за Бислимска клисура? Не сум чула, не сум. Дали сте од Куманово и дали сте биле на тој локалитет? Тој е близо. Не сум била. Не. Од Куманово сте? Да. А не сте биле никогаш на таа локација? Не. Не сте ја чуле, не сте ја виделе? Не сме ни чуле, не виделе. Не. Не сте информирани дека во Куманово постои? Па сум слушнала, али не сум била. Сметате дека треба да се преземе нешто, да се промовира, тоа е едно раритет, да кажем? Ако е добро, што да не. Пошто не сум запознаена со тоа. Мислим да нема модено, а пред известно време мажот ми и децата беа шчета и многу убаво било таму. Така се пофалеа дека многу убаво место. Сте чуле дека тоа е раритет? Има нешто направено, патеки таму за држење, за кога се качуваат, убаво направено, многу беа задоволни што шетае. Јас знам дека има Бислимска клисура, само не е средено, тој не е уредено, тој е многу фино место за да се направи некој за туристи да ви посетуе, за многу убаво место е тој, само. Сте биле лично? Па бија сум како помлад кога сум бил, сум ишол натаму по риби, по реката и природа е створена. Интересно место. Интересно место, шума, планини, карпи, може да се направи една атракција тука, да се направи, да се развие туризам за Македонија, за Куманово посебно. Бислимската клисура е природен уникат, лоциран по теченијата на Пчиња во овој дел од Македонија. Карактеристични за неа се неколкуте пештери, ендемски видови од растителен и животински свет, кои нудат можност за искористување на потенцијалите кои ги нуди овој кањон, кој се протега на површина од 7 километри. Бислимската клисура и претходно била во фокусот на истражување на различни организации кои се обидувале да ги искористат и потенцираат незините потенцијали за развој, како што е Општина Куманово, Центарот за развој на Североисточниот плански регион и мрежата за рурален развој. Изминативе години трасирани се 700 метри патеки за пешаците, поставени се видиковци, информативни табли преку различни проекти. Последни организации кои неодамна промовираа филм за убавината на клисурите се Гласот на селото и Бујрум. Како членка на локална акциона група, организациите имаат за цел да ги информираат граѓаните за клисурата и да привлечат домашни и странски инвеститори, бидејќи потенцијалите и можностите за развој на Бислимската клисура и околината се извонредни, пред се за развој на алтернативниот туризам, екотуризам, ловен, риболовен, пештерски, можност за развој на екстремни спортови. На предпоследната вечер од театарскиот фестивал Свети Јоаким Осоговски на сцената во Домот на култура беше поставена представата "Не се мотка е разголена наоколу" во изведба на актерите од Винкови, Хрватска. На представата присуствуваше и делегација на чело со амбасадорката на Хрватска во Република Македонија. Театарската фестивалска атмосфера во Крива Паланка вчера вечер продолжи со изведбата на представата "Не моткај се разголена наоколу" на актерите од Народниот театар Јоза Ивакиќ од Винковци, Хрватска, кој повтор пат се гости на театарскиот фестивал. Кривопаланчани и овој пат ја исполнија салата до последното место, уживајќи во комичните моменти и театарската магија. Ja kad bi vas na ulici sreo u tim štiklicama i u toj haljinici, znate što bi ja rekao? Šta? Ova ide negdje u gost. Što se vidi? Ajde ukrenite se. Rekite, što se sada uklika? Kako se radi? Ništa, mislim, naziram ja, kako bi rekao, naziram ja tu vašu, kako bi rekao, geografiju. A to je samo Sve je dobro i svi smo dobro. Ajde, hvala.
На предпоследната фестивалска вечер во Крива Паланка присуствуваше и делегација предводена од амбасадорката на Република Хрватска во Република Македонија Даниела Баришиć. Мене многу ми се допаѓа тоа што публиката се смееше. Тоа значи дека ја разбра и дека им е блиска. Посебно ми е драго што двата града остваруваат соработка на еден поширок простор, бидејќи долго не сме се гледале или слушале меѓусебно. Но истите нешта ни се блиски. Во Македонија сум еден месец и се чувствувам преубаво, исто како дома. Прв пат сум во Крива Паланка и имам впечаток дека ова е еден убав, чист и уреден град. Мој утисак е да е ово еден врло леп и врло чист и врло уреđeni град. Енергичната актерска екипа не ја пропушти можноста да го изрази задоволството од приемот, гостопримството и театарскиот сенс на домаќините. Јако нам е лепо во вашем манастиру, нашли сме такав мир. Прекрасно ни е во манастирот. Најдовме мир. Прекрасно сме примени, а одамна немаме вакви реакции и ваков убав одзив на публиката. Ни беше посебно задоволство. Нама е било јако угодно и лепо и лако играт. Ово ми е други пут. Ова ми е втор пат во Крива Паланка и овој град ќе го паметам за секогаш, бидејќи минатата година додека бев тука добив керк, кој утре слави роден ден, а јас повторно сум тука. Овој град ме асоцира на најубавото случување во мојот живот. Им благодарам на градоначалникот, амбасадорката, организаторите на фестивалот. Продолжете така. Памтит по најлепшем догаѓај у мојом животу. Седмото издание на театарската манифестација во градот под Осоговијето ќе биде затворено вечерва со представата Чорбаџи Теодос во изведба на членовите на драмското студио при Националната установа Центар за култура Крива Паланка. Странските инвестиции во Република Македонија отворија близу 14.000 работни места досега, а најавени се и нови вработувања. Владата во изминатите години покажа дека прави многу како за домашните, така и за странските компании во Република Македонија, нагласи заменик председателот на владата и министер за финансии Зоран Ставревски, одговарајќи на пратеничко прашање. На краток рок во следните 6 месеци ќе има близу 4000 нови вработувања во фабриките на странските инвеститори. Следните години се очекуваат над 20.000 вработувања согласно предвидувањата на Светската банка, на Меѓународниот монетарен фонд и на владата, истакна Ставрески. Во делот на поддршката на домашните фирми, Ставрески посочи дека се направени реформи кои што се однесуваат на даночните олеснувања за водење бизнис и како што рече Македонија е земја со најниски даноци во светот. Во делот на реформите што се прават за поддршка на домашните компании, Ставрески го напомена и капиталниот проект Македонија вработува, со кој, како што рече, се овозможува бизнисмените да вработат луѓе и неколку години да бидат ослободени од плаќање придонеси. За странските компании, Ставрески истакна дека нивното влијание е повеќе кратно од воведувањето нови технологии и производството на производи кои имаат поголема додадена вредност, но и образованието со кое што се стекнуваат домашните компании преку соработка со странските инвеститори. Компаниите кои што се во технолошко-индустриските развојни зони или работат во индустриските зони досега реализирале 13.441 вработување. Тоа е значаен број на работни места, посочи Ставрески. Тој најави дека бројот на вработувања во овие компании понатаму ќе расте, при тоа се осврна и на бројот на вработувања во компаниите што сега се во изградба во моментов, како што е ОДВ Електрик, кој вчера почна да се гради и во кој се планирани 1000 вработувања. Тој потенцира дека е значајно тоа што голем дел од овие инвестиции ќе се реализираат во други градови и дека тоа е една од стратегиите на владата, инвеститорите да се решат да реализираат инвестиции во други градови низ земјава. Релативно топло време со повеќе дожд не очекува во наредниот месец. Прогнозите на управата за хидрометеоролошки работи покажуваат дека оваа есен температурата ќе биде во рамки на просекот со поголема количина врнежи, особено во источните делови. Најтопло според прогнозите ќе биде од 28 септември до 4 октомври, кога температурата се очекува да биде околу 2 степена повисока од просекот за овој период од годината. Најмногу врнежи се очекуваат во текот на оваа недела за околу 30 литри на метар квадратен, повеќе од просекот за овој период, а најмалку во четвртата недела кога се очекува да биде околу просекот. Следните 10 дена во југозападните делови врнежите ќе бидат надпросечните за овој период. И зимата се очекува да биде потопла со температури надпросечните за многогодишниот период од 1981 до 2010 година и со поголеми количини на врнежи во источните делови.
Ќе има појава и на периоди со постудено и суво време и веројатно за изразени негативни одстапувања од вообичаените средни вредности на температурата и врнежите. Зголемените врнежи ќе придонесат за зголемена влажност во почвата за успешно спроведување на есенската сеидба, како и за успешно покнување и развој на навлегување во поповолни услови за презимување и во понапредни фази за развој, каде осетливоста на културите кон ниските температури е многу помала. За земјоделството особено е важно тоа што се очекуваат зголемени врнежи во централните делови од земјата, каде што во еден подолг период врнежите беа пониски од просечните, а влажноста во почвата секогаш е на пониско ниво. Така што сега би можело да се очекува и подобрување на состојбата најчесто во овче поле, каде сушните периоди се најизразени. Со оглед на очекувањата за потопла и повлажна есен и зима, водостоите во реките ќе се карактеризираат со просечни или малку надпросечни вредности во однос на повеќегодишниот период, така што доколку врнежите ќе бидат пообилни и траат последователно повеќе денови, можно е да дојде до заситување на почвата со влага и позначително зголемување на проточните количини во водотеците, што е најмногу својствено за ноември и декември. Утре во периодот од 5 до 8 часот ќе се спроведе трета фаза од авионската дезинсекција против комарци на подрачјата кои беа зафатени од поплави на почетокот од годинава, соопшти денеска од регионалниот центар за управување со кризи Куманово. Авионската дезинсекција ќе се изврши на поплавените подрачја во Кумановско по течението на реките Пчиња, Крива река, Липковка, Којнарка и Кумановка. Од Центарот за јавно здравје апелираат до пчеларите да преземат соодветни мерки и да ги заштитат кошниците за време и неколку часа по запрашувањето. Главарот на Римокатоличката црква, папата Франциско, синоќа допатува во американската воена база Ендрюис во Вашингтон во прва посета на САД. На аеродромот папата го пречека американскиот претседател Барак Обама со сопругата, како и со двете ќерки. Во американскиот државен протокол мошне ретко се случува американскиот претседател да пречека некој странски гости на аеродромот, бидејќи тоа редовно се прави пред Белата куќа во Вашингтон. Официјалната средба меѓу папата и американскиот претседател ќе се одржи во овалниот кабинет на Белата куќа. Во Соединетите американски држави, папата престојува како духовен водач на католичкиот свет, но се очекува со претседателот Обама да разговара за повеќе актуелни политички прашања во светот, како и за климатските промени. Во рамките на посетата, папата ќе зборува во американскиот конгрес, ќе одржи религиозни мисии, ќе ги посети Њујорк, како и Филаделфија. Секаде каде ќе престојува ќе има забрана за летање, а голем дел од Филаделфија практично ќе биде затворен кога папата ќе престојува во градот, кој е родното место на американската независност. И кинескиот претседател Си Џинпинг синоќа допатува во американскиот град Сиетл во сојузната држава Вашингтон, со што ја започна својата прва државна посета на Соединетите американски држави. На крајниот запад од САД, кинескиот претседател во следните 3 денови ќе се сретне со повеќе бизнис и технолошки лидери и раководители на компании, пошто од Сиетл ќе отпатува за американскиот главен град Вашингтон на разговори со американскиот претседател Барак Обама. Една од главните теми на американско-кинеските разговори ќе биде сајбер безбедноста, особено откако официјален Вашингтон порача дека кинеското шпионирање представува пречка пред се за унапредување на билатералните односи. Ова недела ќе биде тест за Европа дали таа знае да го менаџира проблемот со мигрантите. Ова го изјави еврокомесарот за миграција и внатрешни работи Димитрис Аврамопулос пред почетокот на военниот состанок на министрите за внатрешни работи од Европската унија околу миграцијската криза. Министрите, лидерите на држави и на влади денеска и утре треба да изнајдат адекватен одговор на моменталната бегалска криза и да усогласат кредибилна европска миграцијска политика. Тие треба да донесат одлуки за распоредување на 120.000 баратели на азил. Европските лидери, меѓу другото како тема на дневен ред, ја имаат и соработката со земјите од Западниот Балкан, Турција и земјите кои граничат со Сирија. Според новиот предлог на Европската комисија ќе се зголемуваат квотите за прием на азиланти за сите држави. Најголемиот товар од распоредувањето на 120.000 бегалци треба да го понесе Германија, која треба да прими над 31.000, потоа Франција 24, пошто следува Шпанија со 14.000 бегалци. За Полска, која е една од најголемите противници на прием на азиланти, квотата предвидува 9.000 луѓе. Освен Полска, на планот се противат и Унгарија, Словачка, Чешка и Романија. Министерот за надворешни работи од претходната влада на Алексис Ципрас, Никос Коцијас, повторно е назначен за шеф на грчката дипломатија. Ципрас во новиот кабинет не направи големи промени на клучните позиции, како што се министрите за финансии и економија, кои се од клучно значење за спроведувањето на договорот за третата финансиска помош. Некои од министерствата се реконструирани со поделба и префрлање на одговорностите,
Така оваа гречка влада има 5 министерства кои се различни од претходниот кабинет. Тоа се Министерството за образование, истражување и религија, за бродски превоз и островска политика, за економија, развој и туризам, за инфраструктура, транспорт и мрежи и за животна средина и енергија. Сашо Петрушевски, досегашниот претседател на Сојузот на спортовите на Куманово, повторно избран на функцијата и во наредните 4 години ќе ја врши. Обемната програма предвидена за новиот циклус се очекува да биде реализирана во целост, а посебно место ќе им се даде на младите преку училишниот спорт. Петрушевски оптимист дека целокупната програма во новиот 4-годишен мандат ќе биде спроведена во целост. Со оглед на измените во Закон за спорт, каде што училишен спорт ќе добие една друга димензија во согласност со позитивните законски прописи, каде што се она што се случувало во минатото пак ќе се реактивира, значи ќе имаме надпреварување во дел на училишниот спорт, каде што од школското надпреварување па зонското до републичко, што представува еден бенефит за спортот во Куманово или во цела Република Македонија. Меѓутоа зборувам за Куманово затоа што сите оние млади луѓе кои пред се имаат талент за спорт, од тука ќе тргнуваат за да сите своји спортски талент, односно сите своји спортски таленти кои што ќе може да ги искажат во понатамошните надпреварувања. Значи од тука се тргнува. Тоа е еден многу битен сегмент во спортот во Куманово. Мислам дека ќе се реализира според сите оние работи кои припремни кои ги има Општинскиот сојуз на спортови, ќе се реализира, што ќе донесе бенефит во спортот. Во друга насока, сите клубови кои се членки на Општинскиот сојуз на спортови, значи во наредните години ќе направиме една програма каде што со измените во статутот и со сите оние работи кои овозможуваат како Општински сојуз на спортови да делуваме, да можеме да привлечеме внимание на сите луѓе кои се заинтересирани да во спортот даваат спонзорства, донации и учествуваат како донатори. Со тоа еден огромен импулс ќе дадеме на спортот во Куманово, каде што и онако огромен број на клубови кои имаат потреба од средства. Мислам дека со таков ангажман и со таква работа ќе имат бенефит. И за крајот, веројатно како прв човек на Сојузот спортови на град Куманово, сакате да испратите една порака до младите што повеќе да спортуваат за да бидат здрави луѓе? Па да, ја не случајно го споменав училишниот спорт, значи од тука од раните денови се почнува со спортот. Тоа е она што е многу битно за сите млади луѓе. Куманово е спортски град, Куманово секогаш бил и ќе остане спортски град и мислам дека сите млади луѓе треба да одат во таа насока, затоа што сите оние црни работи кои го демнеат нашето живење во овој век, мислам дека усмерувањето, односно насоката на младите луѓе кон спортот е многу здрава работа, пред се и хумана работа, а со тоа и животот на младите луѓе ќе им биде поубав. Клубовите од Куманово се надеваат дека и оваа сезона ќе имаат максимална поддршка од Сојузот на спортовите како битен услов за успешни резултати. Благодарение на традицијата, Кривопланечката карате школа може да се пофали со исклучително квалитетни млади спортски изданоци. Меѓу најуспешните представници на градот е Марија Спасовска, средношколка од 3-та година во гимназијата Ѓорче Петров, која што продолжува да реди успеси на татамите. Марија членува во локалниот карате клуб Шампион и веќе околу една деценија од своите тренери Стевче Христовски и Жарко Ангеловски ги учи и усовршува тајните на древната јапонска боречка вештина. Бројните настапи на национално и меѓународно ниво и овозможи искусно да се фати во костец со предизвикот на државното првенство за кадети, јуниори и постари јуниори, како и на изборното надпреварување викендов, на кое што заслужи виза за медитеранските игри во Риека во Хрватска. Уште под впечатоци од остварувањето, Марија се пофали со пласманот, заблагодарувајќи им се на своите тренери и другари за поддршката. Претходниот викенд имаше државно и првите 4 што освоја се учествува на плей-оф. Се боравме меѓу себе. Минатиот викенд се одржа изборниот турнир кадети, јуниори и постари јуниори до 21. Тоа е изборно за медитеријански игри. Медитеријанските игри
кој ќе направи подобар резултат од таму од првиот и вториот кој што беа ново изберен турнир, ќе оди на светското првенство во Малезија. Еден од тренерите на Марија, Стевче Христовски, е презадоволен од постигнатото, нагласува дека ова ќе биде основа за успех на идните настапи на голема сцена. Беше очекуван резултатот на Марија, значи по подготовките кои се одвија во текот на летото. Значи Марија горе-доле дојде во добра форма, така да првично да беше потврдена на државното првенство, која влезе во финалето, значи и автоматски доби право да се бори на плейофот. И Марија и тренерите се надеваат дека ќе може да се пофалат со успех на медитеранските игри, што ќе им обезбеди место на светското првенство во Џакарта, во Индонезија. Имам некои повреди, но до 3 октомври ќе биде надпрвањето, ќе бидат подобро. Ќе вежбам да бидам подобро од неа и да одам на светското. Имате предмет дека Марија имаше 2-3, да не кажам, не потешки, полесни повреди, значи гледаме малце да не оптеретиме многу со тренинзи, значи да се здравеат повредите и се работи малце повеќе на тактички, технички оддел. Кондициона Марија добро спремна, пошто цело лето време беше така, малце повеќе борби, повеќе искуство се прави со повеќе борци, така да очекуваме добар пласман сега, па ќе видиме. Веруваме дека во име на сите сограѓани и посакуваме на Марија да се пласира на шампионатот на светот, пожелувајќи и да биде верна на ветувањата и да изненади со одличие. Во вестите од меѓународната сцена за денеска извојуваме. Познатиот италијански тренер Карло Анчелоти, според последните информации од Англија, е со реални шанси да стане нов тренер на Ливерпул. Легендата на францускиот фудбал Ерик Кантона планира да даде на користење една од своите куќи на бегалците со што ја покажува хуманоста. Германскиот ас во Формула 1 Михаел Шумахер никако не успева да се опорави од тешката повреда на главата, а неговата здравствена состојба во моментот не е добра. Италијанскиот тренер Карло Анчелоти би можел да го преземе Ливерпул, пренесува англискиот вестник Daily Express. Како што се наведува, челниците на клубот контактирале со Анчелоти со намера да го замени Роџерс, кој се наоѓа под критика, бидејќи неговата екипа на последните 5 напревари нема победа. Анчелоти во моментов нема ангажман и е слободен. Искусниот стратег има богата тренерска кариера, а има освоено титули во Челси, Милан, Реал и ПСЖ. 3 пати има освоено Лига на шампиони, со Милан 2 пати и со Реал еднаш. Доколку Роџерс на следните мечеви не оствари успеси, лесно може да се случи да дојде до негова смена и назначување на Анчелоти. Некогашниот француски фудбалски ас Ерик Кантона рече дека планира на бегалците кои доаѓаат во неговата земја да им даде сопствената куќа на користење. Кантона во интервјуто за француското радио рекол дека со властите во Марсеј прават план на луѓето кои бегат од ратот им ја најми куќата од 50 метри квадратни. Исто така се обрзал дека во наредните 2 години на оние кои ќе бидат сместени во неговиот дом ќе им обезбеди бесплатна храна од неговиот буџет. Претседателот на Франција Франсуа Оланд неодамна изјави дека неговата земја, според договорот во наредните 2 години, ќе прими над 20.000 бегалци. Здравствената состојба на легендарниот Михаел Шумахер се подобрува многу поспоро од очекувањата. Како пренесуваат германските медиуми, неговите најблиски веќе изгубиле надеж дека состојбата ќе трне на подобро. Според најновите информации од Германија, популарниот Шуми во овој момент има само 45 килограми и дека лекарите не се големи оптимисти околу неговото целосно опоравување. Медиумите наведуваат дека Михаел и понатаму не е во состојба нормално да комуницира со членовите на фамилијата. За закрепнувањето на германецот покрај лекарите се грижат и 15 фитотерапевти, меѓутоа тие засега многу не му помогнаа. Есента во Македонија и на северната хемисфера на земјата почна денеска во 10 часот и 21 минута. Во исто време на јужната земјина полутопка почна пролета. Есента ќе трае до 22 декември, кога во 5 часот и 48 минути настапува зимата. Метеоролозите за првиот есенски ден најавуваат променливо облачно како и потопло време со долги сончеви периоди. Попладне ќе има локални врнежи од дожд, особено во источните и јужните делови на Македонија.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.